Лустрацијата, крај на неправдите или нов историски преседан што беше направен во Македонија. Се исправа грешката на комунистичкиот режим, направена кон лицата кои беа жртви на кодошите, или лустрацијата се искористи за лов на неистомисленици во пеколот на македонското политичко зрење. Дали новиот предлог закон кој е доставен во собранието може да ги исправи неправдите што ги донесе овој процес? Добро вечер во 24 отворено. Вечерва во наши гости се тука во студиото, но имаме и гостин кој што е во Битола, тоа е господинот Томе Аџиев, поранешниот прв човек на Комисијата за лустрација. Велам добро вечер за господинот Аџиев. Добро вечер, поздрав. Благодарам што на овој начин се приклучивте во нашата дебатна емисија. Илија Димовски од ВМРО ДПМН, добра вечер и за вас. Снежана Калевска-Ванчева, добра вечер и за вас, од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Добро вечер. Господинот Владе Милчин, режисер, своевремено еден од обвинетите во процесот на лустрација, и поранешниот разузнавач Александар Диневски. Со сите вас ќе се обидеме вечерва да ги расчистиме и оние дилеми кои што ги наметна процесот на лустрација, но и ова што денеска се случува, овие денови, преку предлог законот доставен до собранието за поништување практично на сите одлуки на лустрацијата. На почетокот сакам да го повикам господинот Томе Аџиев со нашиот колега Владимир Тевчев да ни кажат како го коментираат предлогот за поништување на лустрацијата. Тевчев. Да, така е. Господин Аџиев, уште еднаш добро вечер. Вие бевте 7 години на чело на Комисијата за верификација на фактите од 2010 до 2017 до незиното укинување. Како го коментирате предлог за законот на предложен од Социјалдемократскиот сојуз за поништување на тој процес кој го водеше Комисијата на чие чело бевте вие? Па видите, мислам дека ова е, вака накратко да кажеме, правен преседан. Значи, прво, лустрацијата беше прекината 2017 година, односно 2015 со рок до завршување на предмети 2017 година, и сите предмети што ги заврши Комисијата за верификација на факти помина покрај ситото што го правеше Комисијата за верификација на факти и два редовни судови, односно Управниот суд и Висшиот управен суд. И сите одлуки кои се валидни, кои се верифицирани од Комисијата, се потврдени со две правосилни пресуди на редовни судови на Република Македонија. И сега наеднаш доаѓа нов закон, што е, мислам, во историјата непозната категорија да се поништува закон, односно целта не е да се поништи закон, бидејќи тој закон не постои повеќе, тука се поништат одлуките на Комисијата. Индиректно така ќе дојде. Меѓутоа, мислам дека законот е прво вака како што е предложен, ако биде донесен, не е уставен. Затоа што се руши правниот систем на државата. Правниот систем функционира врз основа на правна подлога закон, правна процедура друг закон. Значи, имавме ние Комисијата за верификација на факти, имаше закон по кој постапуваше, а имаше и закон за општа управна поставка и закон за управен спор. По тие закони Комисијата ги водеше сите предмети и ги доведе до крајна инстанца Висшиот управен суд, односно еден предмет, првиот предмет, бидејќи не беше формиран Висшиот управен суд, заврши на Врховен суд. Тие сите предмети се потврдени од тие два судови. И тие пресуди се конечни и завршени. Веќе има 2-3 години. И сега како може тие пресуди да се кинуваат да се поништуваат со закон? Тоа мислам ќе се јави голем проблем во државата. Благодарам. Да, господинот Томе Аџиев, тоа беше едно воведно излагање. Го слушнавте, ќе го вклучам веднаш господинот Милчин. Го слушнавте излагањето и на господинот Аџиев. Ќе се направи правен преседан со што ќе се наруши целиот судски систем. Што мислите вие? Ја што мислам? Правниот преседан беше направен тогаш кога неговата комисија го тераше тој лов на вештерки, немам друг збор за тоа. Еве ви само еден доказ. Јас мислам дека и сите други немаа право на одбрана пред судовите кои одлучуваа за тоа. Ниту на управен суд, ниту на виш управен суд. Тоа е едната од работите кои
судот во Страсбург и го забележува на целиот процес, односно констатира веќе во неколку случаи, вклучително и мојот, дека се прекршени член 6 и 8 од Конвенцијата за човекови права. Некој ве обвинува, а потоа и ви суди, а вие немате право на збор, на одбрана. Од тој аспект, тешко е да најдам аргументи против поништувањето. Меѓутоа, имам еден аргумент. Можда и повеќе од еден. Прво, мислам дека одлуката е задоцнета. Таа требаше да биде донесена 2017, а не 2019, кога завршуваат 5 години во кои има право на оспорување од кога станува правосилна. Значи, овде не завлегувам сега во политичките димензии, тоа можеме после. Ова што сега се прави, всушност нема да биде само правда за оние кои не биле соработници на Службата за државна безбедност, а биле етикетирани како кодоши и им било судено како кодоши. Туку има уште една димензија. Ова сега ќе овозможи да биде заборавено практично злоделото на налогодавците и на извршителите, вклучително и господинот Аџиев, како претседател на комисијата, и судиите во двете нивоа на управниот суд, кои не дозволува одбрана и одлучува во отсуство на обвинетите. Благодарам господинот Аџиев, претпоставувам дека слуша, го замолувам за кус коментар со оглед на тоа што тој е прозван како еден од екзекуторите на таа лустрација. Па видите, тешко е да ги протиставиме аргументите на две страни, различно ги гледаме работите. Човекот, господинот Милчин, е засегнат од процесот на лустрација и нормално да има одреден револт кон работата на комисијата, а особено кон председателот. Тоа бевме сведоци и во минатиот период, кога уште работеше комисијата, дека секојдневно се јавуваше и не ја напаѓаше комисијата, туку го напаѓаше председателот. А сите одлуки, комисијата што ги донесуваше со веројатно со мали исклучоци, со целосно со консензус, без ниеден против. Втора работа, гледам дека приговара на тоа дека државата, односно судовите не му дале право да се брани пред нив, односно одлучувале без нив. Треба да го подсетам дека управниот спор пред управниот суд се води врз основа на документи и писмени документи. Значи, таму не се водат расправи. Таква е за сите управни постапки, односно за сите управни спорови. Нити ние немавме право да настапуваме на управниот суд, па да даваме дополнителни аргументи во постапката. Лустрираните лица поднесуваат тужби, ние дававме одговор, тие имаат право да достават дополнение на тужбата, па да достават некои нивни аргументи, докази, и врз основа на сите тие прибрани писмени документи судовите одлучуваат. Нити ние имавме право да станеме, како јас долго години бев адвокат, на расправи, да се спротиставиме, да презентираме докази, да презентираме сведоци и се друго. Таква е постапката в Република Македонија пред управните судови. И тука немаше некој преседан специјално за господино Милчин или само за лицата кои биле лустрирани. Се работи за сите управни спорови во управниот суд, на тој начин се водат. И тука нема ништо спорно. Ако е системот на Република Македонија, управните спорови, дека не треба така се водат, тоа треба да се мени законот. Тоа ваше индивидуално решение, меѓутоа ви кажувам дека Судот за човекови права во Страсбург тоа го оценува како кршење на човековите права. Судење во отсуство. Тоа личи на инквизиторска постапка или на одлучувањата на времето Чека се викала, во времето на веднаш по Октомвриската револуција, потоа се вика НКВД, па потоа се вика КГБ, тие суделе во отсуство. Но, уште една работа. Документите. Комисијата во мојот случај решаваше по документ кој е досие кој е отворено за лице кое е било осомничено за подготовка на насилно уривање на Уставот. Тоа лице е Владимир Милчин и досието му е отворено
1977 година, поради учество во студентски демонстрации 68, анархолиберализам, припадништво на граѓанска десница и поддршка на македонски писатели кои биле сметани за националисти и он као драматург ги ставал на репертуарот во МНТ. Тоа се Богомил Џузел и Милен Неделковски. Значи, јас сум бил не соработник, туку сум бил мета на службата за државна безбедност 10 години. Тоа досие јас го добив на увид кога беше донесен законот 2000 година и побарав и Министерството за внатрешни ми одговори дека има досие за мене од идеолошко-политички причини, така гласи дефиницијата, и дека доколку сакам можам да извршам увид. Сакав, извршив увид, добив фотокопија од досието, таму има налози за прислушување, телефон, влегување во стан, следење и така натаму и така натаму. Добро, вие сакате да кажете дека вие сте биле и тогаш жртва и жртва повторно во 2012 година кога беше извршена лустрацијата? Два пати сум жртва. Зошто беше извршена на тој начин лустрацијата 2012 година? Ако ме прашате за мене лично, јас знам зошто. Јас бев извршен директор на Фондацијата Отворено општество Македонија. Никола Груевски сметаше дека мене ме сметаше за трн во окото. И постојат беше главен непријател. Постојат снимка кај што Јанкуловска, министерката за внатрешни работи, му се јавува на премиерот да го израдува со тоа дека за 3 дена делови од досијата во извртена форма, морам да нагласам, ќе бидат постирани на интернет. Да, господин Аџиев, и Европската Унија своевремено во извештајот на Прибе побара укинување или поништување на сите тие елементи од приватизацијата, затоа што, како што се вели таму, била спроведена на начин кој што, како основа за лустрацијата, биле користени идеолошки или партиски причини, и тоа беше еден момент што исто така фрли дамка на целиот процес или само го верификуваше она што во тој момент многумина во јавноста се сомневаа дека постои како така, односно дека комисијата која што вие ја водевте на некој начин се користеше за пресметка со политичките неистомисленици. Ваш завршен коментар во овој дел, а подоцна повторно ќе ве вклучам, се разбира. Па видите, извештајот на Герхард Прибе беше и од повеќе аспекти критикуван, бидејќи прибирајќи податоци за процесот на лустрација се информираше само одредена група на луѓе, новинари од јавниот сектор, од граѓанскиот сектор, не се собрани податоци севкупно од цел систем. И доби тој доста критики во однос на лустрацијата. И се извинувам, тој не предлагаше укинување на лустрацијата. Тој рече да се направат одредени измени што му пречат на луѓето за да не се грева толкова прашина околу лустрацијата. Меѓутоа, политички договор беше на сите тогашни политички структури. По-добро е да ќе укинеме, моментот не е зрел за да продолжи лустрацијата и ја поништија. Во однос сакам да коментирам малце на досието на господинот Милчин. Точно дека тој беше следен од службите за државна безбедност како припадник на така наречената граѓанска десница. Меѓутоа, сите соработници, службите ги прибирале на тој начин. Ги следеле тие лица, а после врбувале соработници од тие. Врз основа на некои компрометирачки материјали до кои ќе биде стигнати. И така е човекот користен како информатор, односно како извор на информации за одредени лица. И сега не е спорно, ние не го спориме дека тој во еден период беше следен, ама покасно беше веќе вклучен во таа соработничка мрежа. И се до оној момент кога станува професор, тогаш како легална врска почува да си го користи. Не се согласувам со тоа дека тој бил жртва на еден режим, па и сега на наш режим. Добре, благодарам. На крај крајва, да, се искажевте? Не треба да ги поистоветуваме. Тие жртви сега во тоа досие ние ще го гледавме. И уште едно досие друго ще го гледавме. Имаше и доста други личности кои на ист начин ја застапува граѓанска десница, односно либерализам, анархолиберализам, па тие не станале соработници. Тоа веќе не знам како да го коментирам. Благодарам. Кратко, Милчин, да одговорите, па да одиме и со Многу други. кратко. Имаше многу манипулација за еден извештај
подпишан од еден, мислам, виш инспектор. Ќе го кажем и името, Слободан Катушевски. Многу беше индикативно дека кога го добив моето досие, копијата од моето досие на увид во МВР, беа наведени и лицата 8 службеници на државната безбедност работеле на мене. Името на Слободан Катушевски, чиј документ е подметнат во досието, таму го нема. Затоа мислам дека тука е направена една сериозна, што би рекле србите, не ми текнува сега посочен македонски збор, подметачина. Пред да влеземе во политичкиот Инаку, дел на пример, дебатата, никош само ќе не го сум вклучам не сум го господинот сретнал, Диневски, не сум разговарал, не го знам. како поранешен разузнавач, човек што работел во оваа област, начинот на кој што беше спроведена лустрацијата, сега гледаме дека и тогаш гледавме дека голем број од луѓето кои што беа обвинети, односно лустрирани, се бунеа дека тие всушност биле жртви на процесот, а не кодоши. Како се избира тие кодоши или можно ли е да беа навистина направени вакви грешки во процесот на лустрација? Најпрво добро вечер. И сакам кратко една оценка да дадам за самата лустрација. Прво, таа изместена од својата основна идеја, која требаше да биде на одреден начин надомест или пак исправање на неправдите од време на еднопартискиот, односно комунистичкиот систем. Наспроти тоа, господинот Томе Аџиев може да негира колку сака, но факт е дека лустрацијата беше дел од една платформа на Никола Груевски, со која сакаше тотално реустројство на целата македонска држава, односно уништување на сите негови политички противници. Таа платформа тој јасно ја покажа во писмото во 2009 година, каде што јасно стои дека е ова последен момент за одлучувачка битка со транзицијата и со транзиционите политичари и додава дека и покрај тоа што во на претходните избори тие се поразени, но не се исчезнати. Пораката беше јасна. Сите политички противници, сите оние кои не се согласуваа со неговата тоталитарна власт и со него лично како една култна личност која што изгради ВМРО ДПМН, требаше да бидат елиминирани. Во годините кои што следеа, тој се обиде да го оствари тој процес. Прво, голем број на луѓе беа лустрирани, голем број на луѓе беа жртви на монтирани политички процеси, што е факт констатирано и во извештајот на Прибе и во заклучоците на владата. Голем број на луѓе беа уништени на други начини, некои завршија во ендици, некои завршија на гробишта. Наша среќа е што веројатно тој процес ќе продолжише и натаму и после 2013 кога е кулминацијата, но во 2015 се случи тоа што се случи благодарение на совесните припадници на службата за државна безбедност, Звонко Костовски, Ѓорги Лазаревски, Зоран Верушевски и храброста на Зоран Заев, тој процес е спречен. Толку, значи, лустрацијата како процес, од било кој аспект да се посматра, таа е злосторство. Не може една неправда, што била сторена во времето на едномието, да биде исправена со друга таква неправда, сторена сега во време на еден демократски систем. Било кој критериум да се примени, од било кој аспект да се посматра, дали од политички, дали од правен, дали од етички, лустрацијата не може, така како што е спроведена, да издржи критиката на јавноста. И не може да добие преходна оценка. Токму затоа е потребно да се донесе овој закон, што, иако со задоснување, за да се поништат сите овие решенија кои произлегува, односно пресуди, тоа не се решенија, тоа се пресуди. Не беше намерата лустрацијата да биде судски процес, туку таа требаше да биде политички процес, прочистување на општеството, односно едно само прочистување на општеството, една морална, главниот акцент беше на моралната димензија и на политичката. Но ние овде присуствуваме на еден злосторнички правен процес. Зошто е злосторнички? Затоа што е судено на мртви луѓе. Не постои во правото, никаде во светот, каде што се суди на мртви луѓе. Тоа го правеше само Енвер Хоџа. Тој го ликвидира Енвер Мехмед Шеху, неговиот соработник, го ексхумираше, му судеше повторно, го стрелаше и пак го закупуваше 2 пати.
На друго место ја немам сретнато во историјата. Благодарам. Ќе бидеме во дебатата. Ќе го прозвам Илија Димовски тука како дел од таа политичка гарнитура која што практично го спроведе овој процес, односно го овозможи законското одвивање на лустрацијата, процес кој што беше баран и од надвор, но дали од денешен аспект сметате дека имаше сериозни пропусти во тој процес, како што наведуваат Прво, присутните? благодарам за поканата. Се надевам дека ќе имам доволно време со оглед на тоа дека сите тројца гости веројатно, односно очигледно ќе го имаат спротивниот став од тоа што јас ќе го зборам. Четворица гости има плюс вас. Во ред. Да. Мислев на оно што е во студио. Вака, прво, испревртени се работите. Ние зборуваме за тоа што е последно, а не зборуваме за тоа што е прво. Да се разбереме. Во Република Македонија во службите се најдени 16.000 индивидуални политички досија. Значи 16.000 луѓе, можеме да кажеме дека биле политички следени. Второ, во затворите се најдени 22.000 политички досиеја. Значи 22.000 луѓе, тоа малце се зборувало, биле во затвор од политички причини, од различни политички причини. Во Македонија се лустрирани само 180 луѓе. Ако ја земеме бројка дека 22.000 луѓе биле во затвор од политички причини, 180 луѓе ги кодошеле? Не. Значи, да ги расчистиме работите. Втора работа. Европскиот парламент, Советот на Европа, комунизмот го одредува како тоталитарен режим. Ако ние се промовираме за европјани, треба да го прифатиме тоа како политичка позиција и го рамни со нацизмот и фашизмот, посебно во централноевропските држави. Дури го рамни и по бројот на жртви. Овие во воени услови, овие во мирнодопски услови. Значи, бројот на жртвите на комунизмот во Европа надминува 20 милиони луѓе. Зборам физички жртви, кои што биле ликвидирани. И ние не можеме сега да оправдаме тој сегмент од нашата историја. Понатакај, во политичките досиеја се најдени податоци за водени досија 93 година, 96, 97 политички досиеја за лица кои што ги знаеме. Тоа веќе не е, тоа е веќе криминал, тоа е кривично дело, тоа е спротивно на уставот. Иако и овие првите за кои што ви зборувам над 22.000 се спротивни на основните документи на декларацијата на АСНОМ, која што гарантира частна, приватна частна собственост, слобода на изразување, слобода на здружување, избори политички и така натаму. Значи, тргаме од коренот на работите. Има илјадници и илјадници, јас земав книги со мене чисто да ги покажам на јавноста за нешто што не се збори, илјадници семејства во Република Македонија, чии родители, дедовци, некои се уште живи луѓе, биле предмет на следење од страна на службите, биле прогонувани, биле раселувани внатре во државата, во Македонија и во рамки на Југославија, им биле одзимани граѓанските права, родителските права, правата на здравствено осигурување, пензиско осигурување и така натака. Дали овој процес Заради успеа тоа- да ги задоволи значи, да почнеме од почеток. тие правдини или направи нов проблем во општеството? Јас не сакам да прифатам, ние да велиме, знаете, многу луѓе се лустрира. Не се лустрира многу луѓе. Во Бугарија, например, или во Чешка, или во Германија Тогаш се е објавија... селективна лустрацијата. Може да се каже. Ја не ја идеализирам лустрацијата како процес. Јас и во изјава пред неколку дена кажав дека во Македонија се случи најмекиот пример на лустрација од цела Европа. Бугарија, Чешка, Германија ги објавија имињата. Во Германија се лустрира, низ процес на лустрација поминаа над 6 милиони луѓе. Само од источниот дел на Германија. Да, еве ги имам точно за секоја држава, тука ги носам со себе материјалите. Ако сакате све што кажувам, ќе проверувам. Само да се докажа. Германија друг пристап имаше. Значи, Германија во Бугарија и во се Чешка, лустрира само оние што ги прекршиле законите на источна Германија. Ќе го најдам документ. Во Чешка се прогласени за злосторници тие. Но се објавени списоците на сите Во соработници. Бугарија Каракачанов е соработник на службата. Така и овој сега е претходниот министер. председател беше. Значи вие, Ама ве молам, не може да биде помека Јас македонска. не ве прекинав. Ако може да се докаже. Значи, она што јас и тогаш се залагав, не успеав да го пробијам како став и денеска го имам. Не беше потребно да има правни последици за никого. Тука се согласувам апсолутно. И не мислам дека со условно кажано некакво казнување со забрана на вршење на јавна функција ќе се израмнат сметките. Далеку од тоа. 5,5 години затвор на мојот прадедо
и 3 месеци затвор на мојот дедо нема да ги изравнат сметките. Нивните пресуди се уште активни, не се поништени. А ние зборуваме за идеја ова сега да се поништува. Тие се судени за борба за независна Македонија со демократско уредување со соработка со западниот свет. Ги има и во книгата тие пресуди. И ние тоа сето го забораваме и велиме преголема беше лустрацијата. Мојот став и тогаш, а и сега искрено ќе го кажам, не сакам да идеализирам лустрацијата како процес во Македонија, може би имало грешки, не сум бил дел од таа комисија, не можам да тврдам ништо. Требаше да се објават списоците на сите соработници, без никакви правни последици. Тоа ќе беше еден чин и она што и господин Диневски го спомна на морален елемент на расчистување со некакво минато. Инаку би се согласил Мислите без верификација на фактите, само да се објават? да се објават, да комисијата да ги утврди фактите за сите и да ги објави сите списоци. Не можеме да кажеме дека 180 луѓе соработувале со службите. И навистина, кога и јас би бил во рамките на тие 180 луѓе кои што биле лустрирани, би се чувствувал лошо, би рекол, чекајте, ако имало 20.000 досија, сигурно имало бар 20.000 соработници на службите. И сега наеднаш овие 180 луѓе. Но сакам само да се надоврзам на уште една работа која што ја кажа господинот Милчин и тука од коректни причини ќе прекинам за да развиеме и дебата. Јас овој предлог закон е несериозен од многу причини. Дури ако сакате и од технички причини, овој закон не може да помине во собрание во рокот кој што следи 20 дена до распуштање на собранието. Овој закон е покритие за СДСМ да каже на луѓе кои што ете давале поддршка за рушење на претходната власт, еве ние се обидовме, ама Дуи е крив, турците се криви, ВМРО е криво и така натак. Самиот факт дека внатре во коалицијата владата не направила никакви консултации, Министерството за правда не направило консултации со ниту еден експерт во државата во врска со овој закон, е доволно јасен сигнал дека ова е чисто само балон да се пушти, колку еве да имаме да кажеме дека спрема 1, 2, 5, 10 луѓе ние сме се оправдале, сме сакале, ама другите се криви, другите се лоши. Тоа е несериозно. Калевска Ванчева, прво да ја чуеме во врска со... Само прашање, Ајде. ништо друго. Бидејќи сте функционер во ВМРО и бевте дел од таа власт, можете да и кажете на јавноста македонска зошто не беше објавен списокот на соработници, оние што има соработнички досија. Сега. Целата приказна ќе завршиш. Јас Зошто не беше тоа направено, а при тоа имавте господинот Сашо Мјалков, беше шеф на државна безбедност. Патем биде речено, тој има изјава дека тој е против лустрацијата. Сега ќе ви кажам. Значи, и во денешните функционери на ВМРО ДПМН има огромен број на луѓе кои што ги знаете јавно, чии дедовци, прадедовци биле по затвори за идејата на ВМРО. Да не набројувам, ќе ви одговорам на тоа прашање. Зошто го кажав ова? Заради тоа што и тогаш внатре во ВМРО имавме сериозни дебати околу концептот на лустрацијата. Јас не сум најсреќен со ова решение. Јас јавно сум го зборувал и тогаш и сега. Каде се направи грешката? Се направи грешката во оној момент кога ВМРО ДПМН не го искористи мнозинството што го имаше во собрание, туку влезе во преговори со Социјалдемократскиот сојуз и оваа лустрација која што поминавме во Република Македонија беше со гласови на сите политички партии. Така да обвинувањата дека ВМРО ДПМН или било кој нешто сакал да направи, не. Лустрацијата во Република Македонија е гласана со гласови на сите политички партии. Тоа го помните веројатно исто добро колку што го признавам. Не го помнам. Ама да, но членовите на комисијата кои што беа предложени од СДСМ подоцна се дадоа оставки во комисијата. Тоа беше последната година-две. За да се дојде, кога СДСМ не учествуваше во собрание после 2014, сосема други причини беа тоа. За да се дојде до некакво вакво решение за лустрација, со кое што јас не сум среќен, од други причини, се правеа 300 компромиси. И ние добивме лустрација која што не си ја заврши работата од една страна, направи провокација спрема одреден број на луѓе кои што се чувствуваат како жртви на процесот на лустрација. Не ги отворивме точно состојбите. Овдека има досија на луѓе кои што ги водел претходниот систем или кои што ги водел системот од 90 до 97. Ние разговараме за соработници или за жртви сега? Вие рековте дека не е објавен списокот на соработници. Ја прашав зошто не го објавивте. Заради тоа што вие сега се враќате на книгата со жртвите луѓе. Заради тоа што престанете да матите вода, ваквата дајте јасни одговори. СДСМ
за да го Ма гласа неме за сега законот, мене ни съдама, се сама направи ни буту. мека лустрација. Вие ја водевте, вашата партија ја водеше лустрацијата, аман те Имам луѓе. легитимно право да се извинувам. Не, се извинувам, само ќе се вклучите подосна. Мислам дека во студиото Морам, сме да, во студиото ни е Извинете што единствената вака дама. Ќе сакам сега тука да ја испровоцирале, вклучам, че бидејќи не најпосле треба СДСМ лично да е сваѓате практично Не е лично предлагач на ова ново Десетици, законодателство. десетици илјади луѓе се засегнати со ова. Не, Ќе секој од ќе ја нас на некој продолжите начин. дебатата. Не сакам на Калевска лично ниво да Ванчева. сведам. Има еден предлог за кој што Димовски вели дека не може да помине онака како што е предложен. Од друга страна и тој вели дека не е среќен и дека лустрацијата не ги дала ефектите кои што требало да ги даде. И во такви услови сега дури не можам да сватам дали ова се создава еден консензус околу тоа дека лустрацијата имаше сериозни проблеми или не, но тоа ќе го да објасните подоцна во дебатата. Калевска Ванчева, зошто дури сега го поднесовте овој предлог? Значи, јас ќе тргнам од ова последното, зошто дури сега, кој јас се прашувам, јас не сум најсрекна што дури сега се поднесува овој закон, но сум сепак задоволна што конечно значи, се поднесе и предлагаче владата на Република Северна Македонија. Тоа значи дека овој закон е поминал процедурата, постапката во влада, значи добил зелено светло и потоа е влезен во собраниска процедура. Самото тоа говори дека дале зелено светло коалиционите партнери на СДСМ. Оттаму во собраниска процедура е влезен и ние сега се обидовме вчера, значи на комисија во постапка како што налага деловникот да расправаме за потребата на носењето на овој закон, но не успеавме во тоа, затоа што јасно беше, очигледна беше намерата на опозицијата дека сакат да го блокираат овој процес. Комплетно. Имавте И консултации со ДУИ во врска со законот? Помината на влада морало да има, но Значи, во јас не комисијата сум видовме- дел од владата, но затоа и го кажав ова предходното. Не може да помине било кој закон на влада да добие зелено светло, кога во владата седат сите коалициони партнери. Значи, ДУИ е коалиционен партнер на СДСМ. И затоа говорам дека многу се чудни работите што се случуваше од текот на вчерашниот ден. Јас не можам докрај да кажам дали пратениците на ВМРО, на ДУИ, ќе застанат позади овој закон ваков каков што е. Пошто ние не Не успеавме знаете да се уште дали отвориме. имате мнозинство за законот? Значи, ние не успеавме да отвориме комисиската седница за да разговараме и за да ги крстиме аргументите и да ги слушнеме ставовите на сите чинители. Но ја видовме најавата со спремни не знам колку огромен број на амандмани од страна на ВМРО, во секој случај, доколку дојде до отварање на расправа на комисијата и ако помине законот, да може веднаш да интервенираат со амандмани. Сето тоа укажува на целосно блокирање на овој закон. Тоа е мојот печаток. Јас едно ќе кажам, се надевам дека сепак, бидејќи ова што го говори колегата Димовски, јас верувам дека тој тоа и го мисли, а тоа е дека и тој не е многу среќен со законот за лустрација. Јас исто мислам дека овој закон може да има подобрување. И треба да има некои правни празнини. Ја ги воучи и веќе и јас им најавив дека јас лично ќе имам одредено амандман. Но законот е потребен, значи насушно е потребен, бидејќи тој произлегува од фактичката состојба, од она што се случуваше, од производот што го даде законот, односно што го даде работата на комисијата, тој производ е осуден од целата домашна, меѓународна, експертска јавност, од Европската комисија. Значи, па вие може да се согласувате или не, но ние имаме пресуди од Страсбург кои што јасно кажуваат, значи дека имаме сериозен проблем.
Друго, и овдека ќе завршам, значи Други ваше, тоа не е. што беше проблемот? Не беше проблемот со законот за лустрација беше што според мене, тоа е мое лично мислење, прво се задоцни со тој закон. 2008 година веќе беше многу доцна, ако сакаме да говориме за вистинско просветлување, она што е суштината на самиот закон, за прочистување, а тоа се случува и тоа е потребно кога од еден систем, значи на таков начин преминува општеството во друг систем. И тоа требаше да се случи 90-тите години. Тоа во Чехословачка, во Германија, односно во Чешка, сега се извинувам, се случи многу порано. И во Бугарија се случи порано. Но јас не сакам сега да правиме анализа како и на кој начин сите имат различни искуства и на различен начин тоа го спроведува, но дека ние задоцнивме со законот, задоцнивме. Но проблемот настана, значи се мултиплицираше кога тој закон, односно кога одредена политичка елита во тоа време направи целосна узурпација и злоупотреба на законот и на самата комисија и отиде во пресметка идеолошка, лична, политичка, како сакате наречете, и не даде, не овозможи она што го кажува поранишниот председател на комисијата за верификација на факти, дека Управниот суд, тоа се донесени пресуди и ова би било против уставно носење на ваков закон, бидејќи не може да се поништуваат пресуди. Точно. Но за какви пресуди зборуваме, за каков закон зборуваме и да не заборавиме, управните судови се административни судови. Во управните судови немате спротивставување на факти и немате аудеатур ет алтера парс. Основното правило во законот, кога е нечие право загрозено, узурпирано, оневозможено, ти мораш да му дадеш, да му овозможиш како држава, значи како систем, право да тој своите аргументи и факти ги спротистави. Тоа не беше овозможено. Јас се согласувам, така налагаше законот, дека управниот суд е надлежен. И тука нема вина поранишниот председател за тоа, но не можеме да го оправдуваме. Јас не барам, значи, конечно треба да сватиме дали е крив СДСМ, ВМРО, дали е некоја друга гарнитура. Намерата, јас не викам, почетната намера била добра, но производот е катастрофален и тој не може, значи, јас едно ќе ви кажам на крај, ниту еден закон не може да исправи нешто што со одреден закон, одредени постапки е нанесено како штета. Овој закон за лустрација да беше спроведен, значи, онака како што кажуваат книгите, што велиме, секако не можеше да ја надомести сета штета на одредени луѓе кои што сигурно знаеме дека настрадале и биле значи одредени соработници на службата злоупотребили, прекршувале човекови права. Но тука сега треба да се вратиме на тоа. Сега и тука ќе завршам. Нешто биле загрозени. Колега Димовски, да не заборавиме, она што недостасува, ние конечно треба да расчистиме што бил соработник, што бил жртва. Така, значи што е кодош, што е соработник и кои биле жртви. Значи, дефинициите се многу јасни. А друго, значи тука не го дадовте одговорот на господинот Милчин, но јас ќе ви го дадам. Како не го дадов? Не го дадовте заради компромис со СДСМ за се не се дозволи да се објават имињата и се отворат досијата. Знаете зошто? Јас за тоа се лутам. Јас мислам дека требаше да се објават сите. Затоа што огромен број на имиња треба да поднесете оставка, господине Димовски. Затоа што огромен, затоа што ќе ви кажам, добар дел на вашите партиски функционери, добар дел на вашите партиски функционери. Да заврши Вача, ви благодарам. Милчин, повелете. Дали вие го видовте, мојата фамилија исто така, мај да не тресеме овде се масата. Ја имам едно прашање. Дали вие сте го виделе списокот на соработници? Не сте го видели? Не сум го видел. Сашо Мјалков го има доставено до комисијата. Не сум го видел. Има список по азбучен ред. Ја го видов списокот на буквата М со презимиња. Милчин Владимир таму не постои како соработник. Во ред.
Не сум Сакам тука да да спорам кажам со вашиот индивидуален случај. дека да сте биле упорен, Не е само неговиот случај. да сте биле упорен и да сте инсистирале да се објави списокот, тогаш не би ја имале оваа манипулација со тоа кои се жртви, а кои се соработи. Добро, ако може да дадам одговор, пошто веќе- може и јас велете. Ама Нека бев два пати само да прозиван, одговори, ако може само да само да одговори. дадам некој. Дека Вака. биле Велете? подоши Вака. и дека подметнувале. Вака сега да се разбереме. Прво, денеска во собрание помина закон за отпад по скратена постапка. Со некоја ситна измена таму, која што нема суштинско значење. Но владата на 20 дена пред распуштање на собранието го пушта овој закон по редовна постапка, што подразбира 2 до 3 месеци постапува. Ја ви реков што Што мислам зборува, за што законот. зборува На за почеток целата кажав. фарса. Прво, знаеме дека нема да се донесе законот, но треба да дојдеме тука, треба во собрание да се закрвиме, да отвориме стари рани и така натака. А знаеме дека нема да се донесе Добро, законот. но сепак малку суштина Правиме е потребна подол. во целото Еве, ова. не, не, Имавме еден само- закон кој што само создаде незадоволство. да појаснам. Затоа сега зборуваме Второ. за суштината. Второ, Тоа јас ќе го немам дебатирате никаков пак со проблем. Ванчевска, окей. Апсолутно. Посебно во конкретниот случај со професорот Милчи. Немам никаков проблем. Доколку има чувство, мислење, ставови, докази, аргументи дека се злоупотребило некоја постапка, сето тоа да се испита и во една нормална процедура да се провери или да се поништат тие пресуди на управните судови во Македонија. Но, на вистина мислам дека прво што треба да направи оваа држава наша, да ги поништи и да ги укине пресудите кои што биле по политички основ за самостојна држава, за демократски режим и така натака. А такви се илјадници. Тоа треба прво да го направи, треба да се извини оваа држава на тие жртви. Зошто заради не го тоа што- направивте? Зошто, господине Диневски, и вие бевте дел од истата Не партија? бев, од која ја бев сте од биле? партијата, но не бев Па од сте- системот. Вие сте бевте на биле, власт господине Диневски. 11 години. Вие сте биле дел од таа партија Едина- во периодот Да. помеѓу 98 и 2002. Тогаш Не, требало ова да се прави, не Не сум сега. бил тогаш. Ова е Грешка. на вистина за доцнето, Нешто јас се имаш согласувам. помешано. Добро, бе Да. пам, ја бев премногу млад. Добро, Од но зашто не 97. се направи? Но има Прашањето нешто е што во можеме тие да го 11 направиме и години. ова држава може да го Свака се. направи. Понатакај, не се согласувам, Илија. значи, да завршам. Не сакам, на вистина, Океј. разбирам дека има премногу емоции, секој на некој начин лично сме засегнати со оваа тема и илјадници луѓе надвор од ова студио и се обидувам да држиме до некој ниво на дискусија. Значи, ако сака да почнеме, нема член на првиот президиум наснов што не завршил прогонет, ликвидиран или затворен. Луѓето кои што ја создале оваа држава. Рековме 20.000 луѓе се следени. Луѓе 96-та, 97-та, господине Диневски, вие 10 пати подобро знаете од мене. Вие сте биле предмет на следење. Господинот Соколов бил. Точно. Петрески бил. Но ја Во едни бев и нешто друго, извештаи, Илија. во едни извештаи, ама ве молам. Да. И сега во рете, јас разбирам дека во овие 180 лица кои што се илустрирани, можеби има грешки. Господинот Има Аджиев многу ќе се грешки. вклучи подоцна и ќе каже, Има многу ама не грешки. можеме ние сега под плаштот на 1, 2, 3, 5 грешки да велиме дека луѓево кои што страдале, а се над 20.000 луѓе на кои што не сме им се извиниле, односно имаме 2 декларации донесени во собранието. Нивните пресуди се активни и сето тоа да го покриваме со 2 грешки или со 5 грешки. Господинот Аджиев, ако мо- Не прозва Илија. Да, па, нека ако може. нека одговори Диневски, Аджиев дека се подготви, добро? Значи, имам легитимно право да зборувам за оваа тема од една основна причина. Во 89-та година, како тогашен припадник на Службата за државна безбедност, заедно со останатите припадници на Службата за државна безбедност и МВР, целокупниот состав, покренавме една иницијатива за одговорност и на владата, и на раководството на МВР, и на службата. Во тие иницијативи, едно од основните прашања кои го покренавме беше политичките монтирани процеси од страна на тајната полиција од 45-та до 90-та година, плюс прогонот на македонската интелигенција. И избрка од работа сите. Тоа е точно, случајот Осум Темина, случајот Ерасавра. Мене ми е чест што бев дел од таа екипа, значи тоа е во предвечерието на повеќе партискиот систем и први го покренавме тоа прашање за да подосна се надоврзи млад борец со отварање на темните петна во македонската историја, почнувајќи од убиството на Рацин, преку случаевите на Панде Чесновска, Лена Стојчевска, тогаш се појавија и оние фамозни плави 9 кои што беа проскрибирани, кои што не можеа да се јавуваат во вестници во јавноста со своји написи. Тука беа врвните политичари кои што му смета на Лазар Кулишевски и кои што први ја расветливме улогата на Лазар Кулишевски од ослободувањето, практично од почетокот на востанието, па со до 90-та година, како една врховна
величина, еден поглавар преку кој што се контролираше целокупната тајна полиција. Точно е она што Илија го спомнува, 16.000 досија, веројатно тој број е и поголем, затоа што ја имам, според мојата евиденција, бидејќи бев припадник на службата, податоци дека во 4 наврати се голем број на досија се уништувани, преправани и се поставува прашањето дали документацијата со која располагаше комисијата е веродостојна. веродостојна. Можам написмено да ви потврдам и со факти дека голем број на документи се уништени, голем број на досија се уништени и само една илустрација ќе ви спомнам дека кога прв пат падна досијето на Джемто во мој раце како тогашен аналитичар во 4-ти сектор на службата за државна безбедност, досијето почнуваше со неговата молба да ги поправи забите од затворот и Дризово. Значи, целокупната претходна постапка ја немаше. Ги немаше кодошите, ги немаше акциите, ги немаше плановите на службата, што би требало тука да бидат. Не мораше да бидат во судскиот предмет. Сакам ова да напоменам. Да. Значи, сите тие жртви најдоа свое место во првиот устав на Република Македонија, не знам точно кој член, кај што јасно стои дека на сите оние припадници кои што се бореле за независна и самостојна Македонија, Уставот им гарантира политичка рехабилитација и сатисфакција. Кога И рековте, сега само се ова, поставува само јас да прашање. прашам. Се поставува прашање зошто ВМРО ДПМН во два наврати беше на власт. 98 и 2002 година и потоа 2006 па до 11 години. Зошто воопшто не го покрена тоа прашање? Зошто не го оживеа тој член? Да донесе закон со кој што и многу јасно ќе се наведеше, ќе се евидентираше кои се вистинските жртви. Не значи дека тие 16.000 досија сите биле неосновано следени или политички жртви. Може би тој број бил поголем, може помал, но точно ќе се наведеше кои се политичките жртви на тој тоталитарен систем. Едно појаснување. Да. Само едно појаснување. Во делот на она што велите, комисијата располагаше со невалидна недоволно валидна документација, која што е кога е уништувана документацијата? Што е фалсификувана или е недоволно, нема доволно податоци внатре? Прво, кој дел? документацијата За да го прашаме Аџиевски, во молам спремете го на 3 екрани. Да. Да. Документацијата е уништувана според моја евиденција во 4 и 5 наврати. Првото уништување е 66 година по падот на Ранковиќ. Тогаш настане една кадровска смена, но настана смена и во самата архива. Второ, еден голем дел од документацијата од македонската тајна полиција од 45 до 48 година во Босна, точно, Добро. и се загуби, никогаш не е вратена. Трето, во 80-тите години, кога јас се вработив, значи, присуствував на еден процес каде што пензионирани припадници на службата ги чешла сите политички досије и ги вадеа одредени документи. Кои документи, јас не можам да знам, но знам дека секој ден, барем едно камионче там завршуваше во комуна. Сега, ако би бил некој спрема вас, би според прашал коментарите зашто на не сте го некои пријавиле совесни тоа колеги, тогаш. дозволилија. Според коментарите на некои совесни колеги, тоа беше злочин. Барем така го оквалификува. И понатаму. Благодарам. Не, ве сваќам, само морам сега тука. Сакате ли да кажете дека комисијата не смееше и не може, поради сите овие настани што се случувале, не смееше и не можеше да одлучува врз основа на таквата документација. И не ни требаше да биде практично донесен тој процес на лустрација. Комисијата е недоволно компетентна не беше доволно компетентна да го спроведи овој процес. Тие прво, очигледно не ја разбираат основната функција што имаше тајната полиција во време на едномијето. Репресијата за која зборува Илија не беше дело само на службата и на кодошите. Репресијата беше системска. Тајната полиција во која работа не ги измислуваше кодошите. Таа вршеше само персонална идентификација на луѓето кои што застапува одредени позиции кои што беа спротивни на политиката на Сојузот на комунистите. Поранешните приврзаници на РИП како непријателска категорија се појавија после судирот со Сталин. Либералите се појавија после судирот со Джилас, 50-та година. Анархолибералите и неолиберализмот се појавија после студентските демонстрации, под која е заведен и господинот Милчин, и после мас покретот во Хрватска. Благодарам. Малку ќе ве прекинам тука да го вклучиме господинот
Аџиев, некомпетентна комисија со недоволно податоци и факти, не ли чувствувате една историска одговорност за процес, да водите процес во кој што сте немале доволно сознанија? Ма имавме целосни сознание, бидејќи сите досија со кои располагаше комисијата се архивирани, околу 15.000 се лични досија и околу 20.000 судски досија, ние сите имавме увид во тие досија. Во таа комисија беа членови сите високо образовани кадри, имаше правници, историчари, политиколози. Сега не можам да сетам на сите што струка има, меѓутоа беа сосема компетентни тие членови. Сега, ако некој сака да манипулира со тоа, бидејќи учествувал во криење на некој досија, има некој револт политички кон одредена политичка гарнитура, каде што претходно членува или сега се уште членува, а не е задоволен, то можам да го сватам. Меѓутоа дека комисијата потполно, компетентно и сериозно ги работеше сите досија, ево јас ви гарантирам, сите предмети што ги сработивме, што ги архиви, сега се предадени во Државниот архив на Република Македонија, кој сака нека ги провери, ќе види дека нити едно досие за кој имаме донесено решение не постои без да се утврдат документи. Значи, то ви гарантирам со најголема сериозност. И сите членови, 11 на број, рака дават и се потпишат дека нити еден предмет не е завршен без да има да нема документи. Втора работа што сакам да ја кажам, господинот Милчин цело време манипулира со еден податок што го добил од господинот Сашо Мијалков дека такво досие кај него во службата за државна безбедност не постоело. Да, такво не постоеше, затоа што беше предадено во Државниот архив. Службите на УБК немаја појма дека тоа досие го предале на времето во Државниот архив и комисијата го доби тоа досие од Државниот архив. Ние нити знаеме дека господинот Владимир Милчин соработувал со тајните служби. Ако не ни го доставя нас неговото целосно досие. И од тоа досие ние извлековме документи каде што се гледа дека тој соработувал. Тука нема што да се манипулира поќе пред јавноста. И тоа го видоа и двата судови и затоа ги потврдија нашите заклучоци. Ќе го вклучам господинот Милчин само едно. Јас го разбирам дека е тој револтиран. Едно прашање до вас, велите одлучувавте мериторно врз основа на податоци, но се објавија и бомби во кои што бевте и лично присутен во разговор со пратеникот Милошевски, каде што од вас се бараше да завршите еден илустративен процес за одреден судија. Како го претолкувавте тоа тогаш, а како сега? Ќе ви кажам и за тоа. И сега и тогаш. Видите, законот, последната верзија на законот врз основа на кој работевме ние, му беше дадена можност на сите жртви од поранешниот систем да можат да си ги побарат своите лични досија, да си побарат дали имало соработници, односно народски кажано кодоши за нив и да си ги добијат. Еден од тие случаи беше и тоа лице за кое посочувате вие, бидејќи се јавуваше неколку пати по телефони, како и други, многу луѓе се јавија, не е само тоа, илјадници луѓе се јавија, да си ги побарат своите документи. И тоа лице се јавуваше многу пати и пратеникот се јави по телефон да праша што да прави човекот, тој не бил од Скопје. Мојот им одговор беше нека оди во архива, таму кај секретарката што беше, нека се поднеси барање, да си ги завери документите, ќе биде послушен. И тоа беше цела ситуација. Са некој од тоа манипулира дека некој нарачал лустрација. Па како вие таму му велите на пратеникот, да, ќе го спроведеме, веднаш ќе го пуштиме, нека да оди во оваа тура со сите. Да, мислам, ќе влези во процедура. Непримерна е самата комуникација меѓу пратеник и претседател на комисија кога зборуваме за еден ваков случај, во кој што одлучувате за судбина на друг човек. Ама не одлучуваме за судбина, видите, некој го следеше веројатно господинот Милошевски и само него снимам. Илјадници такви јавувања имаше во комисијата, си барај луѓето, дај побрзо нашиот предмет да се реши, дај мојот да има приоритет. Тој во судовите тоа го прават бе луѓе. Да. Добро, господинот Диневски сака за досието на бидете на линија, господинот тука Милчин. сте ќе бидете господинот Диневски. Прво, Уште една секунда да досието злоупотребам на уште една господинот секунда. Милчин. Уште една секунда. Му препорачувам на господинот Диневски да оди во Државниот архив и да го види досието темел. Ништо друго не треба. Нема потреба. Знам дека сум таму, дека ме следеле моите колеги бивши, не е проблем. Нема што Знам, правиме. заедно, може заедно сме биле. Пошто иста Па ми има партија. и мене во тоа, досие на Да, 16 години. заедно. Како да ви кажам? Ето.
Да расчистиме Да, околу досието повелете. на господинот Милчин. Само Значи, пред, се со- да. пред тоа, што сакавте да кажете со ова Диневски да си го провери неговото досие? Имплицирате нешто што треба да го компрометира Диневски? Не можам да ве сватам. Не е тоа досието Темел. Ако дозволите, јас најобјективно ќе кажам. Досието Темел е досие Добро, за малку е следење надвор од на линија. ВМРО ДПМН и штабот на ВМРО ДПМН, каде што и господинот Диневски, господинот Соколов и јас и многу други луѓе кои што доаѓале во тие години 96, 97, 98, следени, сме присуствувани и следени, така натаму. белешки на кои собири сме присуствувале, кај сме Добро, одели. тогаш Во- немаше поента кога муаветот. во период, не. Сакаше да го подсети дека и он самиот Бил жртва. на добро. на тоа. Ево, Повелете не се Диневски, жалам. за Милчин сакавте да документирате, Сакам па да Ваневска. расчистиме околу Ванчева. досието на господинот Милчин. Тука е и досиет и процесот на лустрација за Тренда Филивановски, ако човек од него знам. Само да укажам дека е направен, дека не е така како што господинот Чедаджиевски кажува, дека тие мериторно одлучувале и дека најсовесно и така натаму. Господинот Милчин беше во обработка повеќе од 10 години. Тоа е факт. Самото име на досието ПО драматург значи следно, дека бил во претходна оперативна обработка. Службата за државна безбедност имаше 3 степени на обработка: безбедносно интересно лице, претходна оперативна обработка и оперативна обработка. Тоа е завршна фаза пред апсење. Имав прилика како вработен во 4-ти сектор да го читам неговото досие. Факт е дека он беше следен по либералистички, дека настапува од либералистички позиции, односно анархолибералистички, и постојано беше потенциран фактот дека како студент учествувал во демонстрациите во 1968 година. Уште еден факт кој што е непобитен, а тоа е дека на господинот Милчин му беше прислушкуван телефонот, што беше спротивно со интерните прописи на Службата за државна безбедност. Да се прислушкуваше телефон, лицето мораше да биде заведено во оперативна обработка. Еден факт го демонтира господинот Аджиевски. За да може одредено лице да биде врбувано како соработник, претходно мора да биде дерегистрирано од претходна оперативна обработка. Не можеше во исто време вие ем да го обработувате, ем да ви биде соработник. Тоа Го има е тоа исто. надвор од прописите, интерните прописи на Службата за државна безбедност. Второ, господинот Аджиевски очигледно не ги разбира тие степени на соработка, кои што граѓаните, нормално, службата се подпираше на информатори. Имавме два вида, значи оперативна позиција и соработник на службата. Тоа се две сосема различни категории. Последното беше највисок степен на соработка и јасно самото име кажува дека тој по својот статус и по своето влијание беше еднаков со оперативецот кој што го држи на врска. Кај господинот Милчин се спомнува оперативна врска. Знаете ли кој може да бидат оперативни врски? Било кој. Било кој. Можело да биде случајна средба, можело да биде пријателска средба. И на тој начин да биде родбинска прогласен тој за И што се соработник и оперативна врска за тоа што некој Суштинска е случајно го разликата. прашал? Кога оперативецот пишува информација од средба со оперативна врска, пишува службена белешка. Кога пишува извештај, кога е во прашање соработник на службата, кој што? Прво, соработникот на службата мора да добие псевдоним, мора да подпише изјава и мора да му се отвори соработничко досие во самата служба за државна безбедност. Чи сосема друга категорија, сосема друг пристап, сосема друга процедура. И сето тоа подпишано за да некој биде врбуван од највисокото раководство, односно од директорот на СДБ, тогаш подсекретари, како што ги вика. Такво нешто кај господинот Милчин нема. Со ова имплицирате дека И се целиот поставува- процес на лустрација практично беше компрометиран, направен овака како што е направен? Мислам дека они немаат елементарно познавање на работата, на процедурата на службата за државна безбедност, на работењето на службата за државна безбедност. Тамо е, ќе дозволите уште еден пример, е илустрирана една жена која што е виш оперативен документалист. Јас знам дека во комисијата појма нема што функција имала жената. Таа стоела во една канцеларија нон-стоп, 30 и кусур години, пред пензија ја напредели виш оперативен документалист, бидејќи лично ја познавам, и направила една информација врз основа на неколку службени белешки од
разни оперативци. Немала никаков контакт ни со Кодоши, нити врбувала, нити пак пишувала. Она направила пресек или информација собрана од неколку белешки кои што ги напишале други оперативци. И таа е илустрирана? Апсолутно. Името го знам, не сакам да го Добро, спомнувам. нема потреба да Не е го во ред. спомнуваме нејзиното име, може би не сака да биде спомнато. Да. Сега. Само уште една задача и една напомена, сакам да спомнам, дека кога би дали клучното прашање кое се го постави Илија, дали жртвите се задоволни од оваа ситуација? Дали ова сатисфакција? Не. Пак ќе го поставам прашањето, зошто ВМРО ДПМН? Нити од 1998 до 2002, нити од 2006 до 2015 година не донесе закон со кој јасно ќе беше спроведен процес за рехабилитација на жртва. Добро, ќе се вратиме на прашањето, само да не избегаме сега од темата повторно. Сакаше господинот Милчин да реплицира со Аџиев. Да завршам мислата. Лустрацијата не може да иземе, да биде од лустрација не може да бидат иземени целокупното раководство на комунистичката партија од едноумието, не може да биде иземен собранието на Република Македонија, тогашните состави, бидејќи тие носеле закони по кои работела службата. И не може да биде иземен судот, кој што судел врз основа на пријавите кои што ги поднесува тајната полиција. Сега целокупната одговорност за сите тие жртви се сведе на Кодошите, на најдолната категорија од целиот тој репресивен систем на кој што функционираше. Затоа напоменав уште во првото излагање. Репресијата беше системска и законска. Благодарам. Милчин, Според имате тогашните вие закони. пресуда имате од Според Страсбург? закони не беше спротив. Тоа не се вика пресуда, тоа се вика одлука. Одлука од Страсбург. Јас имам Што вели таа одлука? Страсбург, таа одлука вика дека се прекршени членот 6 и членот 8 од конвенцијата и според процедурата на судот во Страсбург, тој ја известува за својата одлука владата, односно Министерството за правда, и сега тука имате два чекори. Едниот чекор се вика friendly settlement или пријателски договор, некако ова settlement не можам одма да се сетам. Добро? Оставување. Не е важно. Спогодба, а и тука имате оние значи некаква одштета која, ако не ме лаже меморијата, негде над 8.000 евра. Јас тој Тоа е препорака. не. Тоа Тоа не е препорака. Добро. Затоа што во Законот за управни судови, во член 45 ми се чини, пишува дека одлука на судот во Страсбург е обврзувачка. Да се покрене нешто, да се поправи нешто и така натаму и така направи натаму. нешто државата во поглед на таа одлука? Не. За повторување Полека. на постапка. Полека. Јас тоа го одбив од проста причина што мене парите не ме интересираат. Мене ме интересира обнова на процесот. Потоа дојде втората понуда, која пак е во договор меѓу Министерството за правда и судот во Страсбург, ја тоа го добивам преку судот, односно мојот адвокат, која се вика унилатерална декларација, со која државата изјавува дека направила грешка, оштетила некој граѓанин, пак постои некаква материјална оштета, таа тогаш е помала. Јас и тоа го одбив и понатаму инсистирав и инсистирам на тоа да се обнови постапката пред управните судови, за да видиме кој всушност го направил ова, што мислам дека не е грешка, туку е зла намера. Но, уште кратко, две реченици. Господинот Аџиев очигледно има проблем со ушите. Ја не реков дека сум го добил досието од Сашо Мијалков, кого не го познавам. Ја реков дека досието сум го добил тогаш кога беше законот за увид во досијата, тоа беше 2000-те. Број 1. Списокот не ми го дал Мијалков. Дел од списокот на буквата М, она што е на буква М, имав прилика да го видам. Таму Милчин Владимир не постои. И тоа нема врска со Сашо Мијалков, ни првото, ни второто. Добро, Аџиев, дали имате куса експликација нова за да ја вклучиме? Се извинувам. Имам, јас не реков дека господинот Мијалков контактирал со Милчин во однос на неговото досие. Туку кажав дека господинот Милчин манипулираше со јавноста кога беше неговиот предмет во процедура пред Комисијата за верификација на факти со едно писмо кое го доби Комисијата за верификација на факти од службата
од Управата за безбедност и контрразузнавање, каде што кажуваат дека такво досие кај нив нема. А досието го немаше стварно кај нив, бидејќи беше предадено претходно во Државниот архив на Република Македонија. И тука е Такви досије направена збрка. Досија на Па ете и денес можете да се обратите во Државниот архив на Република Македонија, ќе си го најдете таму досието, оригиналното досие таму. си побарав и тие ми дадоа тоа што благодарам. имаат. Ви благодарам. Да не вртиме Значи, сега. ве молам, да се вклучиме. Имаме сега шанса да се поправи ова неправда за која зборува Милчин и Диневски, некои работи со кои што не се согласува Димовски. Имаме шанса, бидејќи мислам дека и од сите овие дискусии, дури иако не се согласувам со господинот Аџиевски, но морам да кажам, барем за мене е јасно дека и неговите искази, неговиот став изнесен тука, јасно укажува на потребата од еден ваков закон. Зошто? Затоа што целта на Законот за лустрација, кој што повторно ќе кажам, беше донесен 2008 со многу големо задоцнување во оваа држава, не се постигна преку примената на тој закон, а со работата на Комисијата за утврдување на факти. Бидејќи целта на тој закон една единствена е да оневозможи поранешни соработници да бидат носители на јавни општествени функции. Дали ја постигнавме таа цел? Не. Зошто? Затоа што илустриравме луѓе кои што се докажа дека се погрешно илустрирани, односно не е водена постапката како што треба, прекршени им се човековите права согласно Европската конвенција човекови права, но и согласно нашите закони и нашиот устав им се прекршени правата. И ниту докажавме дека биле соработници, ниту овозможивме она што требаше целта на законот да се оствари, уште помалку со тој закон, значи овозможивме рехабилитација на жртвите на едноумието, што всушност и не може со овој закон, тоа треба во друг процес да се направи. Но сега само да го демантирам господинот Аџиевски. Станува збор, значи јас овде ќе ви кажам пресуда од Страсбур, Европскиот суд за човекови права, за кичевскиот судија Билевски, кој бил незаконски илустриран. Значи, пресудата од Страсбур вели дека судот наведе дека Билевски бил илустриран иако не бил во архивите на УБК, тоест дека документите употребени против него не биле од архивите на разузнавачката служба. Ова што го говореше и господинот Александар, но и ова што го говори господинот Аџиевски, значи, јасно е дека комисијата очигледно немала капацитет доволно или пак, што не би сакала да верувам, дека работела исклучиво заради остварување на одредени цели на одредени мокници. Нема трето. И сега вели, понатаму, ПК, авторот што обезбедил информации за трети лица, јасно изјавил дека ги изготвил записите за Билевски според негово толкување. Тој автор не бил никогаш повикан од судот, комисијата, да даде појаснување. Значи, за каква веродостојност говориме на досијата тогаш, ако ние имаме ваква ситуација? Од друга страна, не сакам ни да говорам за лустрацијата на нашиот великан Славко Јаневски. Мислам, надвор од ум, надвор од памет. И за ред други, за кои што имаме и конкретни пресуди. Но и да ги немаме тие конкретни пресуди, ние имаме устав, имаме закони, кои што јасно кажуваат, значи на кои што и колегата се повикува. И едно, да не заборавиме, значи, осудуваме злоупотреба на закон, на положба, на мок заради остварување на своји идеолошки, материјални, какви сакате, други цели. Не можеме да кажеме дека одредени лица
кои што работеле во тие служби или соработувале, адхок биле непријатели, односно треба да ги осудиме дека биле соработници со тајната полиција заради нанесување на зло, штета, кршење на човекови права и така натаму. Бидејќи сите оние кои Сега што вие кон работеле, кого вперувате прстот, кон работеле, комисијата ама или токму кон тие што го изгласаа законот за лустрација во тоа време? Значи, има... Јас 40 минути не Јас би Не, рекла... Ванчева имаше значи, чувство сега ќе исто така, завршам. беше Јас да ја мислам дадеме дека и просто да на заврши, самиот а Джиев па почеток вие. кажав дека две работи се. И законот е многу доцна донесен, и друго, не, по мене законот има фалинки. Јас и тогаш беше моето мислење такво, со текот на времето само се потврди. Добро, благодарам. дозволите се, ја некако- Аџиев само да одговори на беше прозван, па вие сте. Ако сум вишок и да Видите, направам пауза надвор на Јас- кафе. Ја прескам. не навлегувам Не може вака. на политичката констелација кога се носеше законот, како се договара, како го правеа закон. Комисијата настапи при донесен закон. Во тој закон беа офатени и наредбодавците, и корисниците на информации, и информаторите, и соработниците, и судите, и јавните обвинители. Се беше офатено. И сите се илустрирале на кој ќе се најдеше документ во досијата со кој располагаше комисијата. И тука нека не се манипулира јавноста. Дека комисијата нешто правеше. Не, многу едноставна беше работата. Се добиват досијата од архивот најчесто, се отворат, се гледат кои личности учествувале во креирање на тоа досие и тие луѓе се ваѓа на виделина. И ништо друго. Добро, благодарам. И сега со вербална манипулација да можеме цел ден да зборуваме. Да, благодарам, господин Димовски. Благодарам, господин Чудиковски. Прво вака. Ниту една пресуда во Страсбур не е од материјална природа оспорена постапката за лустрација, туку од процесна природа. Значи, ниту една пресуда не е поврзана со грешка во содржината на донесените одлуки, туку со грешка во процедурите на носење на одлуката. И тука да бидеме начесни. Неправилности и незаконитости во постапката, еве како ги можеме да два, говориме? каде што еве на господинот Билески и на господинот Карајанов ги носам пресудите од Страсбур во македонска верзија, ако сакате ќе ги читам. Не се, тука ќе ја затварам таа работа. Го потсетам господинот Аџиев, ќе ве потсетам и сите вас. Една од последните измени на законот за лустрација беше обврска која што собранието ја даде на комисијата за лустрација сите документи да ги објави на интернет. Ако грешам, господинот Аџиев ќе ме исправи. Значи, собранието даде обврска сите документи врз основа на кои што се носат одлуки за лустрација да бидат објавени на интернет. И документите се објавени на интернет. Значи, секој граѓанин и денеска, ако се уште е активна страната на комисијата за лустрација, а тогаш сигурно, можеше да отвори на интернет и да ги прегледа сите овие досиеа, вакви, такви, од еден тип, од друг тип и сам да донесе заклучок дали комисијата постапила добро или не постапила добро. Трета работа која што сакам да ја кажам. Државниот архив, мислам дека во период, сигурен сум во периодот кога господинот Филип Петровски беше директор на Државниот архив, објави 10-томно издание, значи еден кубик материјали, досиеа. Секој исто така може да си ги отвори тие книги, ако не може да се снајде на интернет, и за сите овие предмети да ги разгледа, податоците таму има точно кој, кога, како, кој извршил, што извршил и така натаму и така. Не е нешто што се крие, но под плаштот на криење ние сакаме да ги заштитиме или оние кои што извршувале, или нивните деца, заради тоа што господин Чадиковски, ако ги видите и презимињата на оние кои што дошеле или биле дел од системот на загрозување на човекови права по политичка и идеолошка основа, истите презимиња ги гледате денеска. Или ги гледавте во минатиот период. Како уставни суди, како судии по судовите на Република Македонија, како високи административни работници во министерствата, како пратеници, како министри од Социјалдемократскиот сојуз. Истите презимиња, господин Чадиковски. Всушност, целата битка е да се заштити еден инсталиран систем кој што за жал, тука ќе се согласам со господинот Диневски, ВМРО ДПМН не успеа нити да го покаже на јавноста, кој што за жал до денеска функционира. Министри на СДСМ има чии родители го работеле ова. Пратеници на СДСМ има исто така.
Уставни судии Дискутираме сме имале, друго. чии родители биле дел од тој систем со кој што се загрозуваат човекови права. И сега ние велам, јас господин Диневски кажав 16.000 пронајдени досиеја на луѓе кои што биле жртва, а 22.000 минимум пронајдени кои што биле и затворени, кои што излезле затвор. И тоа зошто? Во најчест случај. Тие биле заради тоа што се залагале за независна држава, се залагале за демократски систем, има неколку организации на ВМРО во тој период кои што се залагале за протекторат на Америка и Велика Британија врз Македонија и одвојување. Има луѓе кои што се залагале за действија на Македонија спрема останатите делови на Македонија. Има информбиро, сталинисти и така натака и така натака. Луѓе, ние првите 10 луѓе кои што ја создадоа Македонија како држава од 44 година во Асном, завршија по затвори и завршија ликвидирани. Како да ви кажам, зашто зборуваме? Ние зборуваме дека во 98 година, еве го досието тема пред мене господине Чудиковски. Досието е отворено 95 година, затворено 98 година. Кој беа министри во тој период за внатрешни работи, со чиј подпис било отворено досието? Еве го списокот на сите кои што директно и индиректно биле следени од Ѓоргиевски, Љупчо Димовска, Доста Флоровски, Александар Петровски, Филип Коле Луловски, познатиот и така натака и така натака. Кој е жртва тука? Кој е жртва? Овие што биле следени од политички причини, дури и во демократски режим, или овие чија инсталација од 60-70 години до ден денеска не е расформирана и контролираат и судство, контролираат и све. Се е познато, се е објавено господја Ванчевска, да не се правиме на удрени. Јас тука ќе се дистанцирам од индивидуални презимења имења, но треба некогаш да се кажат директно работите. Само уште една реченица. Само уште една реченица и завршувам. Лустрацијата како процес не беше и не треба да се сваќа како казнување, заради тоа што со законот не е, да се докаже, не е предвидена никаква казна. Лустрацијата во европските држави, Чешка, Литванија, Германија, Бугарија, Унгарија и така натака, и беше деформирање на стариот систем, да не влие на новата демократија. Тоа ние не го направивме. Тоа не го направивме, за жал, и тука се согласувам со господин Денис. Ускратувањето на одредени права е сепак казна. Ускратувањето на одредени права е сепак казна. Во Уставот стои дека само со судска пресуда некому може да му биде ускратено одредено право во законита постапка. Комисијата за лустрација со донесување на решението им ускратуваше одредени луѓе да може да бидат кандидати. Човековите права се универзални. Димовски, Господин Диневски, јас не разбирам вас. Уште една работа, дозволи. Што законот треба да штити? Кои се вредностите? Ајде да почнеме од минимум. Имало потомци во редовите на СДСМ. Дали во редовите на ВМРО ДПМН и сега има кодоши? Биди искрен. Дали имавте министри такви? Не знам да ви кажам. Дали имавте шефови на началници во МВР такви, кои што кодоше или кои што имат псевдоними? Па видете, ако е тоа точно што го кажувате вие, посебно за минатиот период, затоа што во досието што го спомнуваш темел, стои точно кој бил кодош. Точно стои. Некои ваши коалициони партнери исто така биле кодоши. Со псевдоними, пази. Што ми има псевдоним? Тоа значи дека подпишал изјава за соработка, имавме господине Диневски, дека е заведен во книгата. Да се уште заробен системот. Се уште не е заробен систем. Уставни суди имав. Затоа, Илија, судовите имав. затоа треба да се поништи лустрацијата. Не, заради едно насочен пристап само кон одредени луѓе. Ајде да се обидеме еден точно е дека од тие 200 луѓе, точно ние треба да можеби да ја преработиме лустрацијата. Да дадеме можност на 200 луѓе можеби некој треба да биде кои што се чувствуваат загрозени, но да ја отвориме до крај. Ајде да ги отвориме сите овие работи. Ајде да ги отвориме сите списоци. Ќе ве молам да одговорите. Што штитиме? Каква вредност штитите? Затоа можеш да бидеш објективен, можеш да. Ама еве сум. Јас велам ајде да ги објавиме сите. Во денешниот врв на ВМРО, еве ќе во извршниот комитет, сега имате барем 5 луѓе кои се работувале со тоа. Ова се веќе шпекулативно. Не се шпекулации, ќе ти ако кажам после. Кажувате имења се, вака. Ќе лепиме. Ги имаш во досието на Иван Соколов. Ма немој сега луѓето. Во досието на Иван Соколов ги имаш. Во тоа досие мене ми има како следен човек на 16 години. Се Не сеќавате? зборувам за тебе, знае и за мене. Има кодоши таму, кои што кодоши. Ма немојте сега овие членови на извршен комитет се, како да ви кажам, тогаш имале по 7 по 8 години повеќето.
Ако кажувате, немојте вака етикети. Немојте, ве мола. 90% од Добро, извршниот Ванчева, ве комитет на молам да ВМРО сакаш да ДПМН во реплицира на моментот е Димовски, составен од па луѓе кои што се Милчин. родени после 80-та година. Зашо зборуваат? Сега немојте така. А после 80-та Благодарам. Ама Ванчева, немојте ве се- молам, земете ако си имате зборот име- за тоа што Ја носам очигледно вака документи нема со да имиња, можете ако да се сака да искажете. почнеме со имиња. Ајде, со име. Затоа се во посебна папка. Јас сакам да му реплицирам на колегата Димовски, кога рече, бидејќи тој ми реплицираше во врска со пресудите на Страсбур, дека пресудите во Страсбур не укажуваат на тоа дека е повреден законот, туку дека биле одредени процедури. Друго кажа. Но ќе се Така рековте? кажав дека не се оспорени во пресудите од Страсбур не се спорат доказите на комисијата, туку процесните постапки. Најчесто Процесните поврзани постапки. со тоа што одеа пред управен суд, а не одеа пред редовно Значи, судство. не само што одеа пред управен суд, за тоа кажав уште И тука се согласувам. уште во старт, но И господинот Аџиев ви се согласи ниту со тоа. може, да, едно ќе, значи судот, Се согласи, Европската ама тоа не беше негова работа конвенција, пред управен суд, дали ќе оди или Ја ќе пред имам редовен суд. коментар. Европската конвенција за заштита на човекови права значи и судот во Страсбург кој што ја спроведува, значи никогаш не навлегува во она што значи исправно ценење на докази или во смисла на или на примена на материјално право, туку вели, ако е прекршено одредена одредба од Европската конвенција за заштита на човекови права, тогаш интервенира. Меѓутоа, прекршувањето овдека ви е член 6 и член 8 од конвенцијата. Тоа укажува на ама тоа укажува на постапка која што е спроведена на незаконски начин, каде што се прекршени правата на одбрана и тоа по дефолт оди. Знаете се какви термини употребувате. Законски било да се затвараат луѓето и да се ликвидираат Кој во тој рече систем, законски преска дека вие го рековте, тоа било во рамките на законите, а ова е незаконски. Значи, Немојте немојте да ги извртувате моите зборови. Јас уште на самиот почеток реков дека не може да говориме ако е за правилна употреба и примена на материјалното право за во одреден случај, ако постапката не била законита. И тоа е значи аксиома. Самото тоа фрла сомнеш. Можда во повторена Како постапка, правник ќе се согласам можда во со. повторена постапка ќе се докаже истата фактичка состојба, но ти не смеш да го прекршиш Добро, тоа како правило. правник се И согласувам. крај, и Зборете, тука не нема- мислам дека нема- се но согласувам. Битно беше да не манипулираме што одлучувал судот во Страсбург. Ги извртевте моите зборови, јас не реков дека било оправдано. Значи, оправдан ниту морално, ниту етички, никако не можам да оправдам, ниту правно, да некој биде прогонуван ради своја идеја, ради своја идеологија. Но да не заборавиме, кога судиме за одредени настани, не можеме од сегашна временска дистанца да судиме, туку треба да судиме од тогашна временска дистанца. Дали ова Тогаш истото, овој дали ова истото устав- ќе го кажете за Не. препораките на Тога- Венецијанската тој комисија во устав- врска со законот за двојазичност? Значи, Ајде тој бидеме- устав ајде тогаш бидеме е бил принципијал. друг, а сега имаме друг устав. Ајде истото кажете го за Венецијанската комисија и за препораките за законот за двојазичност. Што ви кажа? Ајде, еве, јас да се согласам Истиот дека став треба да го се имам дека- почитуваат препораките од Па јас тоа веќе го кажам. Па јас тоа веќе го кажам. Не треба да се почитуваат, Не тие се треба. обврзни. Тие се Пардон, обврзни. господине Значи, пратеник. И во вториот Тие се случај се обврзни. обврзни. И И во- во вториот значи, случај Јас Јас се согласувам за И во тоа, втори- ама Ама ова ајде да е бидеме како- принципијал. Чекајте, Ама Јас јас сум велам, принципијална, ајде да јас отворим. Вие на и Алсат- вашата партија за принципи, па немојте да си правиме Ма цели. јас Немојте тоа го лично да ме кажав, прозивате. како и- Морам да ја прозвам Тоа што затоа што мислам дека- глумите Значи, торпедо. бидејќи ме прозвавте за Зато. Не глумам Венецијанска торпедо, глумам комисија, торпедо, се до момент додека не веднаш почнам да кога вадам. излезе досие. Има и извештајот на други што Венецијанска се спремни да комисија, вадат. постапав на Да. Алсат и го А од кажав кај ова мојот вие став. располагате со досија, не ве разбирам. Па, на интернет беа објавени Или у двор ви Димовски. паѓа? Мислам, Може на нешто- интернет беа објавени Само- зошто се Да. правиме сега Ајде како се паднати од видите. Марс. Милчин. Како се викаше официјално законот за спречување за носители, што беше како тоа на јавни функции? Повелете, кажете. Така беше? Закон за определување на услов За за дополнително ограничување за вршење сега. на јавна функција. Јас сум лустриран 2012 година. 2012 година Владимир Милчин има 65 години и е пензиониран професор по актерска игра на Факултетот за драмски уметности. Така е. Пензионер професор е јавна функција.
Па господинот Билевски Тоа, исто предвидува именно, како тоа укажува всушност дека се работи за намера. За намера за дискредитација. И на тоа стојам. И мислам дека тоа е многу тешко да се спори, Јас не господине можам Диновски. да. И не само во еден случај, во неколку. Што ја ги знам, кој знае колку се. Неколку знам јас. Као да речеме со мртвиот Славко Јаневски. Генерално лустрирање на мртов човек, морам да признам дека е страшна работа. Морбидно. Тоа е морбидно. Јас да ви кажам еден пример. Има едно од досијата кој што сум ги гледал. Реков господин Чудиковски, све е објавено на интернет. Човек кој што бил долги години функционер во комунистичкиот режим, е главен кодош од едни неколку населени места во Западна Македонија, а во текот на Втората светска војна бил главен домакин и ги пречекувал балистичките одреди на Джемо Хасан и Мефаил. Истиот човек. Станува збор за еден синдром на луѓе кои што за да бидат поблиску до власта, да имаат функција, да имаат положба, наштетувале. Знаете, има досија во кој што непријатно е да се Сакате да кажете дека за Славко Јаневски ќе најдете оправдување? Не, оставете, ве молам, не сакам да И па навлегувам. sad diskutirаме Не сакам да за това. навлегувам. Има досија каде што кумови кодошеле кумашини, каде што братучеди кодошеле братучеди, каде што комши кодошеле комши. Ма ние имаме примери каде што брат убива брат. Ама тоа не значи... И ние сега заштитуваме вредносен систем. Дали имало дефект, господине Милчин, во спроведување на лустрацијата? Еве да се согласим. Дали имало дефект во законот, дали е целосен? Јас тоа го зборувам и денеска, и пред 5 дена, и пред една година. Колумни сум пишувал дека не е доволно ово. Се согласувам. Но јас нема да прифатам ни се еден ваква фарса закон да поништиме процес за лустрација. Можам да прифатам да седнеме, новиот парламент да седне, но со широка дебата, со партии, со представници и на луѓе како вас, но и на луѓе кои што се чувствуваат жртви од претходно. Да напишеме закон со кој што ќе ги расчистиме работите. За мене најблиску би било тоа, што го кажав неколку пати. Без никакви правни последици. Мене не ми треба за моите предци или за мене некој да сноси правни последици. Морална сатисфакција е само да се објави списокот на соработниците на службите. Тоа треба да се направи. Јас се И согласувам имало со вас такви држави. веднаш. Еве, Веднаш можеме да го потпишеме Значи тоа. можеме да се согласиме. И за тоа сепак не ни иако треба ги- расправа. Ги гледаме работите За низ тоа не ни различна треба призма. расправа. И па зашто Зашто збориме? разни? Јас се Вие провоцирам, мислите господине дека само Милчев. вашите ќе се најдат на списокот? Кој сака нека не се, кој сака Ама нека не се процесот на најде. расчистување Значи, со господине минатото Милчев, мора ние да биде во на секој- законит Во бревуѓе. секоја постапка пред собрание не се почитува Ај се тоа. Ќе се принципот на согласувам, ќе законитост бидам и многу правичност. директен. Ние треба да видиме, посебно за вакви тешки теми, треба да знаеме какви вредности штитиме. Не можеме ние да штитиме вредност дека луѓе губеле животи, а на нивен грб некој правил кариери политички, општествени или економски. Да, и исто така не можеме да прифатиме. согласувам со денес ова, некој Илија, да прават но кариери Се согласувам. на Дозволи. нови жртви. Се согласувам, Е, господин. пардон. Ајде да ги Тоа Ако говориме. се Ние согласиме со согласувам. тоа, Ама не тогаш можеме се да- Неправдата Се ќе согласувам, исправиме господин оној Милчев. Ама момент неправдата не може кога со јасно кршење и на гласно закон и ќе принципот ги на рехабилитираме правичност да го сите направи. жртви на диктаторскиот режим на Никола Груевски кој што владееше 11 години. е. Тоа се жртвите на лустрацијата. Точно е дека има во тие 200 некои што треба да бидат лустрирани, но исто така е точно дека има огромен број кои што беа тенденциозно лустрирани, меѓу кои господине и господин Деневски, Милчев. сите документи се Дозволи. објавени на интернет. Вториот Зошто аспект сега го на збориме рехабилитација на жртвите е жртвите кои што беа жртви на монтираните политички процеси кои што хунтата на Никола Груевски, во чие бевте и вие градавте кариера на тоа, ги спроведе во текот од 2008 година, од 2007 почна, а својот зенит го достигна во 2013-2014 година. Јас ќе се воздржам Таков од реплика, закон, господин Деневски, дозволи, заради тоа што ви разбирам таков закон. како Ние само постапувате баравме кон него. обнова на постапките. Ние не, значи не тврдиме однапред дека сме жртви. Него бараме фер и правично судење Ви кое го- ние го немавме. ви го даде Таков тоа закон СДСМ, што ви го беше вети? предложен 2017, но Ви го дадоа ли тоа што Социјалдемократскиот ви го сојуз вети? поради внатрешни отпори не го донесе. А ви го вети?
го Ви го вети вети. тачно. Така е. Тоа е точно и тука сноси одговорност за Тоа е честно, што што е тој почестно, закон што не го не е донесе и не го Сега ќе Зашто го не врштат. поддржите Имаме резолуцијата? заклучоци, за ова прашање имаме потребна и заклучоци посебна- на влада. Значи, Посебна емисија ќе биде потребна за кога тоа зборуваме прашање и веројатно ќе ја за направиме во следниот репресијата, период, бидејќи има мораме многу да се зборува за неправдите на спомнеме. и натото владење на ВМРО Тоталитарниот режим ДПМН. кој што Никола Груевски, твојот лидер, го воспостави во 11 години владење. Репертуарот на репресија бил страшен, со сите мерки. Слушавме во бомбите како им праќа инспекции, како им пали дуќани, како ги малтретира, како им праќа извршители. Слушавме и за ликвидации, за наречување воендеци. Дозволи. Тоа се јавно објавени снимки. И на крај имаме 2013 година во која има преку 50 случаеви на организиран криминал со помош на нивното обвинителство, Баџанакот, Сашо Мјалко, Гордана Јанкуловска, масовно апсење на се што е надвор од контрола на владеачката партија. Па имате измис колку, например? Секоја недела имавте протест. Секоја недела. Дозволи. Вие во вашиот отчет во сосема друга 2014 тема година и тоа ќе бара сега реплика од Димовски, а веќе немаме време да ја тераме емисија. Сите тие постапки ги објавивте како успешно решени. Господине И Диневски, кој градел кариера сега? Во овој момент. Кој градел кариера, Господине кажи? Диневски, во овој Кој момент. градел кариера на наш грб? Ајде. Факт е дека Во овој момент Вие лустрацијата градите се кариера. измести Ти- од моралната Сашо Господине Ајде, Диневски, вие сте си. правеле Добро, ви повод благодарам, досијата сте ви ги. благодарам што бевте само едно Извини, вие сте дел од прашање. тој систем. Едно Вие не се Диневски, представите. Вемо, А од овој систем Вемо, успеа вие- да се Диневски. А да, Кај што се Вемо, правеле досија за апсолутно. политички непогодни лица. 89-та година Александар Немојте Диневски да прв спомна за модираните политички процеси. Вемо, Во значи, мумијата. Димовски, Иванчева, Вие си имате Милчин личен и Диневски. Да. Сакам да ве прашам, има ли шанси да помине овој закон сега што е на... Не, нити технички шанси, значи процедурално не може во овие 20 дена да помине. Они се свесни за тоа. Свесни ли Вие сте за тоа дали или сте го... свесни И како не е злочин проблем направивте? само во ВМРО ДПМН, Дали сте проблем се свесни? најмалку уште две политички партии застапени во собранието. Затоа, Добро, значи- јас велам вака. Значи собранието работи до Значи, проблемот е- 11-12 проблемот е во- февруари. само да се Ако си докаже. има политичка волја. Проблемот е во тоа што овој закон се искористува да се внесе дополнителна ваква зла крв пред избори за да се поделиме, да се дефинираме и малце повеќе енергија да внесеме интересира. во Не, во добро, имаше енергија. објективни правдата. објективни околности Единствена на добра, лустрацијата за кои што вие единствена се добра согласувате. работа од оваа иницијатива е вие како медиуми, ако памтите, како општественици и така натака, кога се конституира новиот парламент, тоа ќе биде некаде крајот на април, да се потегне една иницијатива за преработка на законот за лустрација и За исправување на објавување на списоците на соработници. 100 пати се согласив Пардон. со вас на тоа и јас Немојте сум го сега да ја пишувал тоа. менувате приказната Не, на господине закон. Милчин, јас во колумни Значи, сум го барал за тоа. објавување на списоците. Така е. Тоа е тоа. Се согласувам. Благодарам. Почитувани гледачи, останете со програмата Со тоа на најмногу телевизија ќе 24. Благодарности до господинот Томе Аџиев, кој што беше вечерва во добар дел од дебатата присутен. Се надеваме дека следниот пат ќе го имаме и во студиото. Сега, за жал, тој не можеше да допатува од Битола, но имаше свој придонес. Димовски, Ванчева, Милчин и Диневски. Ви благодарам што бевте гости на телевизија 24. Благодарам.